Господја Јоновски, Рурална коалиција како локална организација посветена на руралниот развој во Македонија спроведува низа проекти кои даваат значаен придонес во локалниот економски развој на руралните средини, однаму нели каде што действувате. Спроведувате низа активности, низа настани кои се поврзани и во делот на земјоделството. Кога станува збор за овие активности, значајно е да се посвети и дел од темата климатски влијанија и климатски активности кои се доста, да речам, експлоатирана тема, меѓутоа и тема која што ја чувствуваме секојдневно. Кои се вашите активности и придонесот што како организација го имавте во делот на локалните партнерства за локални климатски акции како проект што го спроведувате за заштита и меѓу другото и на животната средина во руралните средини? Јас најпрво би сакала да ви се заблагодарам и за поканата, меѓутоа исто така и да ја честитам новата 2025 година со желби за многу успеси, да имаме една просперитетна, една далеку поуспешна година. И да, кога говориме за климатските промени, мислам дека 2024 година во голем дел ни одбележаа токму активностите на оваа тема. Некако 2024 година беше година каде што бевме посветени на заштитата на животната средина, на локалното делување во климатските промени, а тоа особено беше карактеристично, да речам, за три општини, односно општините Кичево, Пласница и Македонски Брод, каде што можам да се пофалам дека заедно во соработка со овие општини успеавме да ги изработиме и првите локални еколошки акцијски планови. Тоа се документи кои што општините согласно законот за заштита на животната средина мора да ги имаат задолжително. Меѓутоа, кога говориме за помалите општини, особено ако зборуваме пак за руралните општини, поради недостигот на капацитети, најчесто ваквите документи се од 90-тите години и истите не се променети и не се ажурирани поради недоволните капацитети. Меѓутоа, како што се соочуваме со се поголемиот предизвик и проблеми поврзани со заштитата на животната средина, опфаќајќи го и воздухот, и почвата, и водите исто така, веќе некако испливуваат на површина ваквите потреби за поактивно делување во овој сектор и успеавме така да најдеме заеднички јазик и да ги основаме нашите партнерства токму во оваа насока. Освен, да речеме, тоа беше како еден позначаен продукт кој што го направивме заедно со општините. Меѓутоа, покрај тоа ние имавме исто така и доста демонстративни теренски обуки, каде што пак заедно со земјоделците говоревме на малку поинакви теми од она што сме научени, односно најчесто говориме на теми како да се модернизира земјоделското производство, како да има повисоки приноси, како да се добијат финансиски средства кои што би го задржале би го зголемиле производството на храна кај нас. Минатата година доста говоревме и за како од земјоделските активности да се направи заштитата на животната средина, затоа што согласно светските па и наши истражувања, земјоделството е трет сектор кој што најмногу придонесува и за загадувањето на животната средина, меѓутоа и за ги предизвикува климатските промени. Така да низ демонстративни обуки имавме можност заедно со експертите да се вратиме на некои стари техники на одгледување, дали е тоа менување на култури, дали кога ќе заврши една култура па да се стави друга, различни видови на прореди кои што се прават помеѓу растенијата и така натака, па до моменти и на одложување на отпадот, повеќе користење на органско ѓубриво и така натака, како и на соодветно одложување на отпадот, затоа што реките, особено на пролет и на есен, се преполни со ѓубре, а меѓу другото ги разгледувавме позитивните и негативните аспекти од палењето на стрништата, односно колку тоа негативно влијае не само во однос на загадувањето на воздухот, предизвикувањето на пожари. Секоја година сме сведоци и на пожари кои што за жал се предизвикуваат и заради неконтролирано палење на стрништата. Туку исто така говоревме колку тоа штетно или негативно влијае врз почвата, уништувајќи ги нејзините органски материи. Така да, особено во овој дел, сметам дека минатата година постигнавме доста, а меѓу другото тука би споменала дека говоревме малку и за
родот, односно колку жените се ранливи кога станува збор за климатските промени, и секогаш бидејќи тие го имаат и поголемиот товари во домаќинството, меѓутоа исто така и во делот и на наводнувањето, одгледувањето на земјоделските култури, сепак ставивме еден аспект малку и дека ранливоста не е подеднаква на сите категории на граѓани, па треба да се внимава и на тој дел. И секако, колку повеќе ги правиме тие локални мали акции, многу, знаете, на терен се соочуваме и со изјави од типот на дека па сме еден, двајца или едно село, две села или две-три општини не може да направат многу. Меѓутоа, врз основа на она што успеавме да го сработиме на терен, увидовме дека секоја, па дури една најмала акција е важна за секој од нас и барем колку толку придонесува и за намалување на загадувањето, меѓутоа и да го ублажиме тој ефект од климатските промени, затоа што еве и сите ние сведоци сме, нели, ги нема зимите кои што ги имавме порано, ги ја нема пролета, дури и она што го успеавме да го забележиме на терен, што ни го спомена земјоделските производители, е дека тие, да речам, фази на садење на дел од земјоделските култури, па и на нивна берба, е поместен дури за скоро цел еден месец со оглед на тоа што ни се случува како последица од климатските промени. Сега сметам дека веќе сите сме доволно свесни и за нивното постоење и за ефектите кои што ги чувствуваме, па и затоа веќе сега е наша обврска и да работиме на овие теми, иако, како што доста го споменуваат и колегите од секторот, веќе сме неколку чекори назад во делот на активностите кои што до сега требаше да ги имаме направено. Требаше многу порано да се направат некои мерки, некои активности. Колку програмите од ресорното министерство придонесуваат за да може да се направи некаква одржливост во производството? Моќни ли се земјоделците да аплицираат за модернизација, за дигитализација, за внесување некои новини во земјоделското производство, за да можат и да се адаптираат на овие нови климатски влијанија? Аплицираат ли од програмите и преку новите мерки и од ИПАРД програмата? Сега, тука, како што ги поставивте прашањава, и повеќе аспекти може да се опфатат. Од една страна, и понатаму е потребна едукација во земјоделскиот сектор и на земјоделците. Она што е новина, да речам, во секторот е дека донесен е законот за советодавни услуги, веќе се обучени првите, мислам дека 40 се советници кои што се од Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделството. Меѓутоа тој закон овозможува исто така и за другите, дали се тоа приватни субјекти, консултанти, да може да се сертифицираат и директно да работат на терен во делот на советодавна поддршка со земјоделците, особено токму во овие сегменти, аплицирање на различни видови програми, дали е тоа националната, дали се ИПАРД фондовите, дали се други фондови, што сметам дека доколку законот се спроведува онака како што нели е ставен на хартија, ќе биде навистина од големо значење, од голема поддршка за земјоделците, бидејќи тој момент на едукација, тој момент на соодветно поднесување на апликации, прибирање на документи, за жал се уште недостасува, затоа што нели главната цел сепак на земјоделците е да произведуваат храна и со оглед на тоа што земјоделското производство, сточарското производство си одзема најголем дел од времето, да речам, за овие сегменти е потребна дополнителна поддршка кога станува збор за аплицирањето. Она што Министерството го прави, а што има најави исто така во текот на оваа година, е дека најпрво кај нас, меѓу другото, од ИПАРД програмата ќе се акредитираат и нови мерки, а тоа се агроеколошките мерки. Ние како рурална коалиција сме членки и на ИПАРД мониторинг комитетот. Тоа е комитет во кој што членуваат сите институции и граѓанскиот сектор и кој што ја следи имплементацијата на ИПАРД програмата, ама меѓу другото се разговара и за новите мерки кои што ќе се донесуваат во таа насока. Има поголем број на мерки кои што треба да се акредитираат и да речам, ако агроеколошките мерки беа оставени за периодот до 2027 година, сега испливуваат на површина, односно предвидена е нивна акредитација за 2025 година, токму поради предизвиците со кои што се соочуваме на терен, особено во делот на заштитата на животната средина. Во моментов она што се прави е практикувањето, односно примената на добрата земјоделска пракса е задолжителен услов за
да земјоделецот добие субвенции, меѓутоа треба да биде поголема контролата на терен во делот на колку на вистина земјоделската пракса се применува. Се вршат контроли конкретно само на 5% од вкупниот број на земјоделски производители. Можеби тој процент во иднина треба и да се зголеми за да има и поголем ефект во однос на примената на оваа добра земјоделска пракса. Меѓутоа, како што споменавте и вие, модернизацијата исто така е доста важен сегмент, преку кој што примената на така на нови технологии, пракси, модернизација, исто така секако ќе влијае на намалувањето на загадувањето, меѓутоа и на климатските промени, но и на зголемувањето на самото земјоделско производство. Она што мене ми е особено драго, као изминатата 2024 година бевме контактирани од доста голем број и на земјоделски производители, меѓутоа и на да речам млади луѓе кои што се заинтересирани да вложуваат и да инвестираат во руралните средини, особено во делот на мерката 7, која што е насочена кон диверзификација на руралниот развој, односно дали се тоа основање на различни видови на помали бизниси, дали се тоа некои капацитети за преспивање, уредување на одредени патеки кои што се наоѓаат, да речем, во планинските предели, понатаму отворање на различни видови, дали се тоа ресторани, особено детно карактер и така натака, што на вистина е за поздравување, односно она што ние секогаш го говориме, не е исклучиво, секако важно ни е земјоделско или производството на храна или основните земјоделски активности, меѓутоа важно е да се развиваат и другите гранки кои што ќе го овозможат и ќе го поттикнат и руралниот развој, ама исто така нели ќе придонесат и кон локалната економија и кон зајакнување на локалниот економски развој, што особено ни е важно, да речам, за да на некој начин го постигнеме тој балансиран регионален развој, кој што во моментот го немаме, па затоа и поголем дел нели од жителите ни се сконцентрирани во градовите и секако најмногу во Скопје, сега некако има тренд веќе на враќање назад и искрено се надевам дека тој тренд и со поддршка на нас, на граѓанскиот сектор и на Министерството, ќе успееме да го задржиме тој тренд во годините кои што ни доаѓаат и да на таков начин придонесеме кон една поголема одржливост на руралниот развој. Она што исто така би сакала тука да го спомнам, и согласно најавите на Министерството, е дека во текот на 2025 година ќе се обрне повеќе внимание и и ќе се поддржи активноста на локалните акцијски групи. Тоа се еден вид на здружувања во кои што учествуваат општините, учествува локалниот бизнис сектор, локалните институции, граѓанските организации и на вистина прави еден спој од сите локални чинители, што за нас е особено значајно, затоа што само така, ако сме сите вмрежени и заеднички делуваме, може и нешто поголемо да се направи кога станува збор за локалниот економски развој. Тука можам да кажам дека исто така имавме доста голем успех. Рурална коалиција е еден од основачите на локалната акцијска група Треска, која што ги опфаќа општините Кичево, Македонски Брод и Пласница, и успеавме да ја реализираме и првата иницијатива, а тоа е реконструкција на воденица во селото Свињишта, кое што е во Кичевско, и меѓу другото е познато и по природната минерална вода, која што има извори на природна минерална вода, која што е лековита и меѓу другото се смета дека помага за различни видови на болести, меѓу кои што и за за намалување на камења или сврлање на камења во бубрези, и буквално изворите се посетени од цела Македонија, па доаѓаат и надвор од државата, а воденицата е веднаш во непосредна близина на овие извори. И искрено се надевам дека со местната заедница на ова село и во текот на 2025 година ќе работиме на поголема промоција, затоа што таа е една од ретките воденици, ни беше кажано дека само една има таква во Вевчани, ова ќе биде втора воденица која што активно ќе меле и брашно и секако ќе го нуди за продажба тука на посетителите. Само преку некои, да речем, вакви мали иницијативи, сметам дека може да се направи доста кога станува збор за локалниот економски развој и за поддршката и на локалното и рурално население. Радува фактот што веќе младите се свесни за овие потенцијали што ги имаат и што треба да заживеат повеќе, нели, да се разработат во таа насока. Вие спроведувавте и проект Подписе на младите. Што се другите предизвици за младите во регионот со оглед на тоа што потребни ни се за да ги развиваат овие локални иницијативи, имаат идеи, се прави се за да им се даде
даде и нели финансиска поддршка, на што останува да се работи. Сметам дека особено последниве години се доста подобрени условите и за отпочнување на свој бизнис и можностите за самовработување кај младите. Главниот предизвик кој што го имаат е оно кој што ги плаши неизвестноста и најчесто тука нема доволно храброст во однос на реализацијата на своите идеи или иницијативи и со оглед нели на каква ни е состојбата со пазарите, цените на земјделските производи, иако последниве години имаме и особени нели покачувања и во тој дел. Така да затоа ние работиме и на зајакнување на свеста кај младите, веќе и сами гледаат дека нели производството на храна како што минува времето ќе биде се позначајно и ќе биде се попотребна, тоа нели автоматски ќе влија и на цената на прехранбените производи или на храната, зашто и сме сите сведоци, дел нели и поради кризата која што ни се случува и во светот и на глобално и на регионално ниво, меѓутоа тоа пак од друга страна отвара и нови можности, особено за младите. Има финансиска поддршка и до 10.000 евра која што да речам ја нуди Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за нови земјоделски стопанства, односно тоа се млади кои што ќе ги основаат овие земјоделски стопанства. Освен тоа, исто така има голем број на фондови кои што им овозможуваат на младите да се активираат, особено во локалната заедница. Како главни предизвици, освен нели недоволниот пристап до информации, вакви стручни информации кога станува збор или информации за повици и понатаму секако дека им е потребна едукација во делот нели на основање на едно современо, на едно модерно земјоделско производство, но она со што да речам најчесто се соочуваме како реченица на терен е дека нас никој за ништо не прашува. Сега во рамките на проектот Подприсе на младите го опфативме и овој сегмент. Таму повеќе работевме во 4 на региони кои што се најнеразвиени. Тоа ни беа Полошкиот регион, североисточниот, југозападниот и Пелагонискиот регион. Тие 4 да речам се едни од најнеразвиените региони и затоа ги одбравме тие во рамките на проектот, каде што со младите меѓу другото, освен на теми кои што беа од нивно клучно значење за едукација во делот дали на развивање на сопствен бизнис, предприемништво, работевме и на како да се вклучат во локалните процеси на донесување на одлуки. Меѓу другото, тоа го поврзавме и со законската обврска од Законот за младинско учество и младински политики, каде што стои дека до крајот на 2025 година секоја една општина треба да има формирано локален младински совет. Преку ваквите совети всушност ќе биде нивниот глас, кој што ќе го нивниот глас и каде што ќе ги доставуваат нивните потреби, нивните иницијативи до општината и каде што ќе се разгледуваат и на советите на општините. Меѓутоа исто така и ќе може да превземат конкретни активности за реализација на она што сметат дека им е потребно во заедницата во која што живеат. Можам да кажам дека во општина Јегуновци веќе во тек е формирањето на локалниот младински совет, во општината Теарце веќе се формира, во општината Македонски Брод исто така, Старо на Горичане, ги извојувам, да речам, овие неколку општини, Кривогаштани исто така, кои што се, да речам, се помали рурални општини, каде што многу е потешко да речам, и да допрете до младите, меѓутоа и многу потешко е да најдете активни млади или млади кои што ќе сакаат да, меѓу другото, се занимаваат не нели само со земјоделското производство, туку и да имаат една малку поголема обврска и одговорност, односно да го пренесуваат гласот на младите преку локалниот младински совет до општините. Исто така во рамките на тие локални младински совети предвидено е меѓу другото и основање на младински канцеларии кои што ќе бидат целосно опремени. Во рамките на нашиот проект ние исто така поддржавме 10 различни младински иницијативи, каде што младите сами предложуваа што на кое што им е потребно, па така имавме од формирање на младински центри, нивно опремување, до уредување на спортски игралишта, уредување, да речам, имавме во одредени села и покрај кеот во Полошкиот регион, покрај кеот на реката Вардар, во селата каде што сметаат дека немаат доволно место каде особено да го исполнат слободното време, да имаат повеќе социјални и културни активности, така да навистина ми е драго што преку тие 10 иницијативи, да речам, покажавме, кои што директно си произлегуваат младите, покажавме дека кога се сака може да се делува и во локалната заедница и тоа да биде исклучиво
по барање или на младите и по желба на младите согласно она кое што им е потребно. И така некако успеавме да го врземе моментот и да се вклучуваат во локалните процеси на донесување на одлуки, да се вклучуваат исто така има и повеќе младински здруженија кои што се формираа овој период, да се здружуваат помеѓу себе и нели на таков начин да се придонесе да си го подобрат квалитетот на животот во заедницата и секако да ги убедиме нели да останат и да продолжат да не само нели додека учат, туку да продолжат и да работат тука и да бидат идните генерации во руралните заедници. Сега вие давате посебен фокус и на учеството на жените во овие нели рурални средини, да се работи со нив што повеќе, да се клучат и тие во овие економски активности или општествени, социјални услуги што се потребни преку соработка и со општините и нивно заедничко делување и каков е вашиот придонес кога станува збор за жените? Да, жените ни се и всушност соработката, работењето заедно со нив во насока на нивно, убаво споменавте вие, и на нивно економско јакнење и на социјална инклузија. Ние се еден од стратешките приоритети кои што го имаме како организација години назад. Работиме и на нивна едукација, и на нивно економско зајакнување, на нивна директна менторска поддршка. Оваа година, да речам, повеќе ја посветивме на делот на законската регулатива и делот на создавањето на ние како што го нарекуваме создавање на едно општествено опкружување во кое што ќе има поголемни можности за делување на жените од руралните средини. Едниот сегмент на кој што работевме и кој што, да речеме, една долга битка или борба која што ја водиме заедно со останатите организации кои што работат во делот на заштита на женските човекови права. Ние сме дели од платформата за родова еднаквост, платформа која што делува на полето на заштита на женските човекови права и заедно со мрежата за заштита од дискриминација на предлог измени на Законот за здравствена заштита и Законот за здравствено осигурување, каде што, за жал, жените се уште немаат право на породилно боледување, кои што при тоа се регистрирани како индивидуални земјоделки. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство направи напори да ваквата мерка ја вметне во рамките на посебна програма, во Националната програма за рурален развој, каде што ќе можат сите мајки кои што во текот на една година имаат новороденче да се пријават за придонес од 9000 денари кои што ќе го добиваат во период од 9 месеци, меѓутоа тоа е на ниво на програма која што оваа година може да ја има, наредната може да ја нема, исто така со оглед на тоа што исплатите се поврзани со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а капацитетите и таму не се доволни, тоа особено тие капацитети, административни капацитети на оваа агенција нотирани се и во секој извештај за напредокот на нашата држава од страна на Европската комисија. Поради ваквиот недостиг на капацитети, многу и се доцни со исплатата, така да може да се случи и неколку месеци да воопшто нема ваква исплата. Потоа секако нели средствата се исплаќаат во целост, меѓутоа кога имате мало дете дома, многу е јасно какви се потребите во семејството и дека секој приход е добре дојден и секоја финансиска поддршка е многу значајна и тоа од месец за месец. Па затоа ние бараме тоа да биде регулирано во самиот Закон за здравствено осигурување. Свесни сме дека станува збор за еден подолготраен процес каде што треба да претрпат измени повеќе други законски регулативи, дека тоа треба да биде согласено исто така и со управата за јавни приходи и така натака. Меѓутоа сметаме дека е многу важно да им се овозможи ова право на жените земјоделки, особено поради фактот што тие плаќаат на државата и здравствено и пензиско, а сепак немаат можност да ги користат сите бенефиции кои што им следуваат од тоа, односно државата не се исполнува во цело својата обврска. Имавме исто така расправа и на Комисијата за здравство и изготвивме посебен исто така извештај во сенка за предизвиците со кои што се соочуваат жените од руралните средини, а го продолживме и процесот секако на нивно економско јакнење. Оваа година повеќе ја посветивме, како што споменавте и вие, на соработката со општините, особено на анализа и на програмите за локален економски развој, колку тамо може да се најдат соодветни мерки кои што директно ги таргетираат потребите на жените. Работевме исто така и на
застапување во 17 општини за посебни родови иницијативи, кои што во дел од општините и се реализираат со директна поддршка од страна на самите општини, како например обезбедување на бесплатен јавен превоз од селата до градовите. Понатаму во одредени општини исто така имавме и бесплатни производи за менструална хигиена. Голем предизвик исто така тука е здравствената заштита. Работевме на јакнење на свеста заради посета на гинеколог, редовна посета, прегледи здравствени кои што исто така се значени заради заштита на здравјето и благосостојбата на жените, а преку родовите форуми кои што ги организираме, им даваме простор и на жените и на мажите во исто време да може да се ги искажат своите иницијативи, а да при тоа се задоволуваат потребите и на едните и на другите. И во текот на оваа 2025 година, тоа што беше кажано низ форумите, конкретно ќе го работиме во две општини, тоа општината Кичеве, општината Егуновце, односно ќе застапуваме да мерките конкретно во рамките на програмата за локален економски развој бидат родово сензитивни и ги задоволуваат потребите и на едните и на другите, а со двете општини исто така ќе работиме и во насока на креирање на програмите за еднакви можности, затоа што и во двете општини нема посебна ваква програма за родова еднаквост, а по правило би требало да ја има и тоа така да сметаме дека овие активности се многу важни, да речем слично како и со младите, поголем сега дел опфаќаме на вклучување на жените исто така во процесите на донесување на одлуки. Меѓу другото, 2025 година ќе ни биде изборна година, односно тука доаѓаат локални избори. За жал, имаме само одминатите избори, имаме само 2 жени градоначалнички. Мал е бројот исто така и на жени кои што се претседателки на совети во општините, па 2025 ќе ни биде насочено, да речем, во одреден сегмент и кон тој дел, да се јакне свеста, особено кај жените во локалните заедници, да се вклучуваат и во процесите на донесување на одлуки, започнувајќи од местните заедници, па понатаму дури и зошто да не како и кандидатки за идни градоначалнички. Македонско радио, Радио Скопје. Во делот на достапноста на услугите, тука би сакала да споменам уште еден проект или една анализа која што ја работевме. Извештајот го промовиравме кон крај на 2024 година, каде што говоревме за колку услугите се достапни до земјоделците и воопшто до руралното население од страна на институциите. Конкретно, ние во нашиот случај го зедовме Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и во делот на дигитализацијата. Таа анализа ја работевме буквално, можам да кажам, скоро цела година, започнавме од април па се до декември, во рамките на која што утврдивме дека подрачните единици на Министерството за земјоделство да се достапни, меѓутоа пак во најголем дел нивните канцеларии се во градовите. Имавме позитивен пример на отварање на канцеларија, да речем конкретно во општината Егуновце, која што е рурална општина, па ќе имаат можност земјоделците директно и таму да се обраќаат за услугите кои што им се потребни. Но говоревме исто така и колку е достапноста по електронски пат на услугите. Министерството за земјоделство нуди над 88 различни услуги. Ние имаме национален портал за електронски услуги, услуги.gov.mk, поставени се најголем дел таму од услугите. Меѓутоа, она што недостатува е нивна целосна електронска достапност. Најчесто услугите може да се најдат, она што е добро, е што за секоја услуга постои конкретно упатство како истата треба и како истата треба да ја добиете. Од тоа кои институции треба да се посетат, какви документи треба да се добијат, дали е со надомест, не е без надомест, дури ставени се и уплатниците кои што треба да се пополнат и на кој начин треба да се пополнат, што навистина е улеснувачки за земјоделците. Меѓутоа, и она на кој што треба да се работи во иднина е да имаме целосна електронска достапност, односно да колку што може да имаме помала посета на институциите, затоа што времето е на кое што најмногу им недостасува на земјоделските производители и затоа тука имаат и најголеми предизвици, па дури се откажуваат да аплицираат од одредени мерки или од одредени поволности кои што им следуваат, најмногу поради фактот што мора да поминат неколку денови и по институциите од шалтер на шалтер, што навистина за нив е доста голем предизвик и да не речам дури еден вид на потешкотија кога станува збор за комуникација со институциите, но тука имаме уште еден сегмент, едниот сегмент е да
се работи понатаму на дигитализација на услугите. Другиот сегмент е зголемување на нивото на дигитална писменост кај руралното население. Сегмент на кој што исто така и ние работиме, меѓутоа и институциите, па и нашите, да речем, заложби треба да бидат поголеми и почести во таа насока, за да може, да речем, да го достигнеме тоа некое основно ниво на дигитална писменост, со која што и земјоделците ќе може да ги добиваат ваквите услуги. И освен овој сегмент би го споменала исто така и фактот што се потешка е достапноста и до услуги, дали се тоа социјална заштита, дали се тоа услуги кои што се од здравствена заштита. Во голем дел од општините, руралните општини нема веќе амбуланти, нема доктори, социјалните и со услугите поврзани со социјална заштита исто така се добиваат исклучиво на шалтер, повторно во градовите. Така да, во тој сегмент, во напредувањето на она што ние го нарекуваме рурална инфраструктура, која што подразбира не само патишта, осветлување и така натака, туку и достапност на ваквиот вид на услуги, треба и како држава да поработиме, а исто така и ние како граѓански сектор повеќе да се фокусираме токму на тој сегмент. Ние дури и во текот на 2024 година имавме неколку иницијативи, тоа ќе го продолжиме во 2025, во насока на појава на граѓанските организации како даватели на услуги, затоа што јасни се и капацитетите на општините и тие исто така се соочуваат со тој недостиг, особено на човечки ресурси. Така да тука одлична замена би дошле граѓанските организации како даватели на дел од услугите, таму каде што нели ги имаат капацитетите. Во текот на 2025 година ќе се креира нова стратегија за соработка на владата со граѓанското општество, па искрено се надевам дека ќе имаме можност и овие наши иницијативи да ги преточиме и во таа стратегија и во соодветен план, за да понатаму може да работиме и на нивна реализација. Значајно е ваш придонес што го правите секако за локалниот економски развој во овие средини. Ни споменавте и дека како рурална коалиција започнувате и нов проект Патот до селото, создавање на одржлив рурален развој во срцето на природата. Зашто поконкретно станува збор? Да, тоа ни е еден од новите проекти кои што ќе го работиме, го започнавме во текот на 2024 година. Ќе работиме најпрво на мапирање на локалитети кои што се значајни за развој на руралниот туризам. Сакаме повторно погледот да го свртиме многу повеќе во однос на можностите кои што ги нуди, конкретно ќе ни биде фокусиран на регионот на Кичево, Македонски Брод и Пласница, бидејќи тука нели ни функционира и локалната акцијска група и има доста капацитети или локалитети, да речем, кои што не се доволно искористени, особено во однос на потенцијалите кои што ги нудат и за туризам, меѓутоа и за секако и за економски развој. Зошто го избравме токму овој регион? Меѓу другото, општина Кичево е една заедно со општина Битола, се првите општини кои што ќе бидат опфатени од така наречената праведна транзиција, односно нели намалување на употребата на јаглен и зголемување на мерките за заштита на животната средина. Па токму во овој сегмент сакаме да му посочиме на локалното население што се од локалитети постојат и има можност за развој, а меѓу другото со оглед на тоа што ние сме и како град и како општина, да речем некаде на средина помеѓу патот од Скопје до Охрид, сметаме дека не доволно ни се искористени можностите со оглед нели на прометот на возило и така натака, особено во летниот период. Па ќе направиме и посебна мапа со локалитети и бизнис можности на овој дел, посебни информативни табли кои што минувачите ќе може да ги посетат и на таков начин да придонесеме за локалниот економски развој, а меѓу другото ќе направиме и заедно во соработка со општината, досега општината немала таква програма, ќе изработиме и првата програма за рурален туризам, со која што искрено се надеваме дека понатаму од година на година ќе се зголемуваат вложувањата во овој дел, а и дека овој модел кој што ние ќе го изградиме на локално ниво, дека понатаму ќе може да го реплицираме и на други модели, меѓу другото и на други општини. Меѓу другото имаме предвидено и 2 екопатувања кои што се во различни региони, кои што се веќе успешни. Например, тоа е во Ресен, Ресенско, во Преспа регионот, во Вевчани, каде што меѓу другото ќе може да разменуваме вакви позитивни искуства, затоа што најдобро она што низ годините ние сме го заклучиле е дека најдобро луѓето учат од пракса, односно тоа што ќе го видат, што ќе разменат искуства и сметаме дека тоа и во рамките на овој проект ќе си даде свој едно позитивно влијание.
Сега, освен овие локални активности, вие како рурална коалиција, господја Јоновски, сте дел и од регионалната рурална мрежа, мрежата нели во самиот регион. Членки сте и во Европската за рурален развој и за заштита на животната средина. Колку сме тука дел од сите овие активности и каков е нашиот придонес и колку можеме да го следиме чекорот со другите во регионот и во Европа искуствата? Да, генерално, да, ние сме дел од Балканската мрежа за рурален развој, исто така оваа година станавме дел и од Македонската мрежа на фондацијата Ана Линд, каде што една од главните области или фокуси на делување им се руралниот развој и заштитата на животната средина, како што споменавте и вие. Она на што во моментов работиме пред се таа размена на искуства и на знаења. Најчесто активностите ни се уште фокусирани во делот на едукација, воспоставување на нови практики, она што е успешно како пракси од другите земји од регионот да го донесеме кај нас. Има доста што да се види и што да се сработи. Можам да кажам дека сепак во делот на рурален развој балканските земји предничат и се да речем можеби некој чекор понапред. Затоа што конкретно и локалните акцијски групи за кои што говоревме им се доста поразвиени, имаат доста поголема искористеност и на националните мерки кои што им се за рурален развој, за земјоделство, така да има навистина многу што да научиме и секако што да примениме кај нас, така да нашите активности во моментов генерално се сведуваат токму на таа размена на искуства и на едукација пред се, меѓутоа исто така и на спроведување на заеднички активности на регионално ниво, а секако особено и застапување во делот на издвојување на поголем број на средства преку нели Европската комисија, дали е тоа за Балканот поделно, меѓутоа и општо средства кои што ќе бидат наменети за земјоделството и руралниот развој, додека пак во Ана Линд фондацијата не очекува исто така и доста работа и доста активности во делот не и на промоција на мрежата на локално ниво, меѓутоа исто така и на презентација на нашите активности на регионално ниво, се со цел да некако може, ако може, да го усогласиме нивото на рурален развој и на таков начин, да речам, да оставиме еден позитивен печат и едно позитивно влијание и во нашата држава, а секако работиме и на застапување, конкретно на кога говоревме за жените од руралните средини, слични предизвици како кај нас, ги има исто така и во регионот, па изготвуваме и заеднички, да речем, документи за застапување, активности, кои што ги спроведуваме во исто време во повеќе земји од регионот, се со цел да се види и ефектот на едно такво заедничко регионално застапување и делување како мрежа, затоа што низ годините сме научиле дека е многу важно да преку ваквите процеси на вмрежување, на размена на искуства, е многу важно да ги негуваме ваквите односи, затоа што на таков начин и ефектите на крајот од денот се и далеку поголеми влијанијата кои што може да ги направиме кога делуваме на регионално ниво. А тука би сакала да ја споменам и мрежата, регионалната мрежа за родово одговорно буџетирање, каде што се опфатени не само земјите од Западен Балкан, туку исто така тука ние и Молдавија, како една земја која што предничи особено и која што има значителен придонес во делот на родово одговорното буџетирање. Ја донесовме на 10 декември и новата стратегија за работа на оваа мрежа до 2030 година и искрено се надевам дека и тука преку таму работиме на како ваквите регионални искуства да ги претвориме во локални иницијативи. И искрено се надевам дека со оглед на тоа што дискутиравме за токму за јакнење на интензитетот на вакви активности на локално ниво, меѓутоа кои што ќе имаат регионална позадина, дека ќе успееме да реализираме уште поголем број на вакви локални иницијативи кои што се на некој начин пренесени од регионалните искуства и кои што веќе се докажани дека имале успех во регионот.
Господја Јоновски, вие споменавте значителен број на проекти и на активности што ќе се спроведуваат во оваа 25-та година. Дали би потенцирале уште нешто што ви е така на идеја, како план што треба да се реализира? Да, ние веќе плановите за 2025... ги кажавте. Да, за 25-та година и веќе ги скроивме, да речем, во рамките на организацијата. Она што ни е важно, секако, стратешките приоритети за 2025 година ни остануваат истите. Ќе работиме повеќе на јакнење на капацитетите на локалната акцијска група, со оглед на тоа што ќе имаме и повеќе отворени можности и фондови за финансиска поддршка, па ќе ги јакнеме и капацитетите на оваа група да си го заземе своето место и на локално ниво, меѓутоа и во таа мрежа на лагови која што се основа и на национално, меѓутоа и на регионално ниво, односно да започнеме да стануваме како препознатлив партнер како една локална акцијска група. Понатаму, во делот на младите продолжуваме со работата и со активностите поврзани со локалните младински совети, јакнењето на нивните капацитети и едукација за искористување на можностите и мерките за финансиска поддршка, нивната едукација во делот на предприемништвото, започнувањето на сопствен бизнис и слично. Ги вклучуваме секако и во активностите на организацијата. Морам да споменам дека во 2024 година имавме големен број на волонтери и млади кои што беа заинтересирани за нашата работа. И една од темите која што отворивме во 2024 година, а продолжуваме со работа во 2025 година, е младите и медиумската писменост. Фокусот повторно го ставаме на младите од руралните средини, колку успеваат да ги препознаваат информациите кои што ги добиваат, дали се лажни, дали се вистинити. Имавме, например, конкретни случаи во текот на оваа година со одредени известувања за субвенции кои што биле од 2017 година, меѓутоа тоа не беше препознаено како такво, па навистина се создаде целосна забуна за одредена мерка за финансиска поддршка, така да има доста такви лажни вести или дезинформации кои што ни се уват во медиумскиот простор, па мора подготвени да бидеме, особено да бидат подготвени младите, нели како најголеми корисници на социјалните медиуми во односи на овој сегмент, така да тој дел ќе го работиме особено во текот на 2025 година, каде што меѓу другото работиме заедно и со локалните медиуми, на јакнење исто така и на меѓусебната соработка, како и со студентите од правниот факултет во Кичево, со кои што исто така имаме и одлична соработка, па така во таа насока со младите продолжуваме во 2025-та. Економското јакнење на жените или иницијативите кои што ги споменав, особено за законските измени, изнаоѓањето на нови модели и начини за економско јакнење, она што го спомнав, нели, нивното учество во процесите на донесување на одлуки, а особено во пресред, нели, на локалните избори, јакнење на свеста ќе биде особено значајно. Ќе се вклучуваме толку колку што ќе ни се даде можност и простор да даваме наши предлози, иницијативи, со така, нели, за предлозите кои што ќе ги прават политичките партии, да меѓу другото ги опфаќаат и руралните средини, меѓутоа и да им бидат родово одговорни, родово сензитивни програмите кои што ќе ги изработуваат, а понатаму ќе следиме, нели, нивната имплементација на тоа што како програми ќе го добиеме. Патот до селото како проект веќе го спомнав, на него особено ќе работиме и фокусот ќе ни биде ставен во текот на 2025 година. Она што испуштив да го спомнам, меѓутоа еве сега кога ги кажуваме плановите, е индексот на отвореност кој што го мериме во сите 80 општини, вклучувајќи го и градот Скопје. Таму работиме партнерски со уште две организации и каде што го мериме степенот на транспарентност и отчетност на општините врз основа на однапред зададена методологија, која што исто така е регионална и се применува во сите земји од Западен Балкан, па ја применуваме и ние кај нас. И не само што го мериме индексот, туку таму каде што се покажани слабости, работиме со општините во надминување на тие слабости кои што ги имаат. За жал, нас не беше, мислам, јасна сликата и пред првиот индекс го измеривме во 2024 година, сега веќе одиме со второ мерење во 2025. Меѓу другото, јасни ни беа како ќе изгледаат резултатите. Руралните општини се далеку пониско на тие табели за индекс за отвореност и транспарентност. И во текот на 2025 година, освен што ќе го мериме индексот, со 8 различни општини од 8 плански региони, ќе работиме и на јакнење на нивните капацитети да го зголемат тој процент на индекс на отвореност
во однос, например, конкретно на 2024 година, затоа што руралните општини се соочуваат со навистина голем предизвик кога станува збор за човечките ресурси, капацитетите, IT можностите кои што ги имаат во општините, па затоа некако преку вакви партнерства кои што ќе ги креираме, ќе настојуваме да заеднички да надминат дел од предизвиците со кои што се соочуваат во делот на отвореност и транспарентност, ама и ќе работиме и на првите на воведување на онлайн комуникации преку соодветна алатка која што се нарекува М-заедница, каде што граѓаните па ќе може во текот не само нели на овој период кога се креираат буџетите, туку во текот на целата година да може и своите предлози и иницијативи да ги доставуваат, меѓутоа и да пишуваат за проблемите со кои што се соочуваат, а нивните предлози и иницијативи по електронски пат директно ќе одат во општините и ќе бидат распределени по секторите така како што се поставени прашањата, така да во текот на 2025 година ќе бидеме фокусирани исто така и на тој дел. Она што исто така би сакала да го споменам, во текот на 2025 година Рурална коалиција ќе работи на малку поинаква тема од она што досега сме го работеле, а тоа е следењето на случаевите со родово базираното насилство во сите општини од југозападниот плански регион. Фокусот исто така ќе го ставиме и на руралните средини, јакнењето на свеста, особено за пријавувањето на родово базираното насилство, на појавите, надминување на тие традиционални стереотипи кои што за жал се уште ни норми ни постојат, така да тоа е да речеме една нова тема на која што се прошируваме. Климатските промени исто така ќе ни останат поле, едно од полињата на фокус во текот на 2025 година. Ваквите активности дали преку изработка на локални еколошки акцијски планови или преку стратегии за климатски промени, заедно со општините, со нови општини ќе ги работиме во текот на 2025 година, а ние сме дел и од Националната коалиција за клима, па ќе се приклучиме на активностите кои што ќе се организираат исто така и на национално ниво и секако доста сме активни во периодот пред околу 8 март, односно секогаш месец март ни е посветен на ние нарекуваме рурална мартовска женска кампања, каде што особено работиме на јакнење на свеста. Оваа година ќе имаме и посебен промотивен настан со рачно изработени производи токму од жените од руралните средини, каде што ќе испраќаме пораки зошто е важно да биде еднаков пристапот и до ресурсите и до нели можностите за вклучување на жените во процесите на донесување на одлуки, така да генерално мислам дека тоа ќе ни бидат вака да речам тие покрупните активности на кои што ќе бидеме фокусирани во текот на наредната година. Секако стандард си останува нашата поддршка на руралното население во делот нели на информациите и директната менторска поддршка за користење на мерки од програмата за рурален развој, од ИПАРТ програмата се очекуваат нови мерки во текот на 2025 година, како што спомнав, и да бидат акредитирани и објавени, така да ќе ги следиме и тие процеси преку нели директна поддршка и комуникација со населението во руралните средини. Бројни активности, бројни приоритети и доста новини. Јас верувам, господја Јоновски, дека на сите овие предизвици ќе успеете да одговорите, затоа што тоа сте го докажале низ годините наназад. Ви позакувам голем успех и во оваа 2025 година, па се слушаме во наредна прилика да видиме нели докаде сте и дали сте ги постигнале вашите очекувања. Така, благодарам многу и на вас за поддршката која што ни ја давате во текот на изминатите години на нашето работење. Секогаш сте тука за нас и тоа ни е нас од особено значење како медиум, односно во директна соработка нели со вас, да може она што ние сме го сработили и она што имаме план да го работиме да допре до што е можно поширока публика и до пошироката јавност и на таков начин на таков начин и да нели го поттикнеме и преку вашиот медиум граѓанскиот активизам, особено на локално ниво и особено во руралните средини, а искрено се надевам дека ќе имаме можност во текот на оваа 2025 година и повеќе пати да говориме за тоа што е постигнато или па и за можеби и за новите предизвици кои што ќе ни се појават во текот на нашето работење. Так, тоа е и наша должност. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.